Добар ден, кретовчани, добар ден, мои соседи. Поздрав до ВМРО ДПМН, најмоќната и најорганизираната партија во Република Македонија и до коалицијата за подобра Македонија. Почитувам председателе, останати присутни. Гледано ресорно, може би мене ми е најлесно да зборувам за Ѓорѓе Иванов, бидејќи покрај тоа што ја извршува функцијата председател на Република Македонија, тој во исто време и врховен командант на армијата на Република Македонија. Со председателот Иванов, речиси на дневна основа, сме се гледале во насока да ги унапредуваме состојбите во нашиот ресор. Во насока да ги подобруваме состојбите на институцијата која што изминатиот период е без конкуренција институција со најголема доверба по меѓународот, а тоа е армијата на Република Македонија. Лично сум сведок со каква енергија, со каква пожртвуваност врховниот командант Иванов, заедно со нас од Министерството и од Генералштабот, ги решаваше горливите проблеми, се со цел да ја подигнеме армијата на едно повисоко ниво, а со тоа помогнеме на зголемувањето на сигурноста и безбедноста на Република Македонија, односно на граѓаните на Македонија. Почитувани, секој лидер мора да има цел, мора да знае како да дојде до таа цел. При тоа, жртвите што ќе ги даде за таа цел, не треба да стават во сенка самата цел. Преведено во македонска ситуација, тоа значи вака. Господинот Иванов има многу јасна визија за Република Македонија, дека тоа треба да биде економски просперитетна држава, меѓународно етаблирана. Се што направивме на домашен план, во делот на поделените надлежности, како тој што милува да каже, беше поддржано, беа поддржани сите ресорни министри, владата во целост, за да направиме од Република Македонија на домашен план економски стабилна држава со известна перспектива. На меѓународен план, бројните реформи кои што ги направивме како влада, беа силно поддржани од председателот Иванов и изминативе години, речиси на сите топ листи во делот на реформи, Македонија се врбојува една од најголемите реформатори во Европа и пошироко. Тоа, почитувани кретовчани, го правевме со цел, како што кажав на почетокот, Македонија да направиме економски просперитетна и меѓународно етаблирана држава. Меѓутоа, третиот сегмент кој што го кажав на почетокот, жртвите кои што се бараат од нас, за да бидеме посебно меѓународно етаблирани, председателот Иванов многу добро ги припознаваше, особено во делот на решавањето на спорот со името и за разлика од останатите кандидати за председатели сега на престојните председателски избори, уште на самиот почеток на кампањата, својот став по однос на ова прашање многу јасно, децизно, со отворен гард го кажа и стои за тоа. Значи, жртвата која што се бара од нас за наше полноправно членство во НАТО и Европската Унија, а тоа е менувањето на идентитетот, е нешто кое што ниту председателот Иванов, ниту секој граѓанин на Република Македонија е спремен да ја поднесе. Меѓутоа, ние и понатаму остануваме цврсто насочени Македонија да ја видиме како дел од овие меѓународни институции, меѓутоа се разбира под некои околности кои што може да ги прифати македонскиот народ и сите граѓани во Република Македонија. На економски план, без разлика што уставните и законските надлежности на председателот се ограничени во овој дел, тој даваше недвосмислена поддршка на се што го правеше владата. Своите меѓународни контакти ги ставаше во служба на привлекување на странски инвестиции, кои што потоа оперативно владата преку конкретни мерки ги спроведуваше на терен. Многобројни инвестиции кои што дојдоа во Република Македонија се подпомогнати од контактите кои што ги имаше председателот Иванов. Лично сум бил сведок како дома, така и надвор, да бидам дел од негова делегација, како на кој начин тој ја представува Република Македонија и верувајте ми, најискрено од срце ви кажувам дека сум бил горд во тие моменти што имаме ваков председател. Значи, представувањето на Република Македонија беше на исклучително достоинствен начин, посветено и онака како што личи на секој државник. Како што кажа почитуваниот Зинго, немаше проблем од аспект со кој говорник зборува. Со кој говорник зборува од аспект на големината на неговата земја, од аспект на економската моќ на земјата од кај што доаѓа, едноставно се поставуваше како равноправен соговорник, дури нема да бидам скромен во дискусиите од интелектуален аспект, може би ги надминуваше одредени соговорници. Затоа, почитувани кретовчани, затоа, почитувани македонци, Македонија има правилен избор.
Стратегијата на опозицијата е веќе прочитана на самиот старт на председателските избори, а како ќе доаѓаат парламентарните избори, уште повеќе ќе се види. На Република Македонија им треба председател кој што во овие исклучително тешки моменти ќе биде силно координиран со владата, со јасна, утврдена цел и насока на нивното делување. Ќе се сетите, ние имавме периоди кога не така председателот и владата имаа исти ставови по клучните прашања врзани за Република Македонија. Секоја средба, тогашниот председател ја користеше да ја нападне владата, да подготвува терен како својата моќ од услови на председател да ја прошири во извршната власт, односно во соборување на владата, при тоа несвесен, правејќи огромни и стратешки грешки за собствениот народ, за собствената држава. Верувајте ми, ниту македонскиот народ тоа го оправдува, а уште повеќе и меѓународната заедница го оправдува тоа, бидејќи и за нив не беше тоа разбирливо да две клучни позиции во државата имат за одредени позиции и tekako диаметрално спротивни гледишта. Затоа многу е важно да продолжи ова стабилност, политичка стабилност во Република Македонија меѓу двете клучни институции, а тоа е председател на Република Македонија и владата на Република Македонија, и во овој нареден 5-годишен мандат да ја видиме Македонија дел од НАТО и од Европската унија, да ја видиме Македонија економски попросперитетна, да го видиме Кратово економски побогато, бидејќи и за Кратово има многу убава и светла иднина од сето она што го правиме како влада, меѓутоа ќе се воздржам, ќе зборуваме за парламентарните избори, конкретно што сме направили, што планираме да направиме за Кратово. Сега е многу важно масовно да го поддржиме председателот Иванов, уште во првиот круг, да им порачаме на сите кои што во своите глави имаат било какви илузии, дека во наредниот 5-годишен мандат председател на Република Македонија повторно ќе биде господинот Ѓорѓи Иванов. Да сте живи и здрави!